Постојат видеографи што од прв ден имаат јасен стил и постојат такви како мене, што лутаат, експериментираат, се губат, копираат и после многу години конечно сваќаат што е нивниот визуелен потпис. И ако се мачиш да го пронајдеш твојот стил, верувај, не си сам, а и не си позади никого. И јас долго време бев таму. Долго време чувствував дека немам идентитет. Едно видео ми беше многу динамично, другото синематик, слоумо, трето ми беше документарно. Наместо да ми биде драго што експериментирам, тоа мене ме правеше целосно несигурен. Си викав како сите имаат препознатлив стил, а ја уште не. И да бидам искрен, копирав премногу креатор. Копирав кадри, движење, музика, бои, темпо, се што може. И додека го правев тоа, мислев дека сум клон, дека немам своја креативност. Но со тек на време сватив нешто многу важно. Копирањето не е крај, туку е фаза на учење. Тоа е исто како музичар кога на почеток почнува да свири туги песни, па потоа почнува да креира свој авторски. Од секој стил земав помалку. Некој ритам, некоја емоција, некоја композиција и полека, постепено нешто почна да се гради. Нешто што веќе не беше копија, туку микс што звучеше како јас. Имав еден проект што се ми промени. Не беше најголем, не беше најскап. Никој не би рекол ова е преспратна точка, но првпат почувствував дека видеото има душа што личи на моја. Не поради ефектите, не поради техниката, туку поради чувството. И тогаш сватив, мојот стил не е во лутот, не е во камерата, не е во опремата, туку во начинот на кој што гледам на моментите. Стилот е всушност комбинација од три работи: како гледаш на светот, како раскажуваш приказна и како се чувствува видеото кога ќе заврши. Стил не значи кој пресет го користиш. Стил значи зошто токму тој кадар е таму, зошто токму таа тишина постои и зошто приказната оди со тој ритам. Можеш да ја смениш камерата, софтверот, жанрот, па дури и цела естетика, но луѓето и понатаму ќе препознаат дека тоа си ти, затоа што стилот не е на екранот, туку е во одлуката позади екранот. И ако мене ме прашаш како да си го пронајдеш својот стил, првото нешто што ќе ти го кажам е снимај повеќе, размислувај помалку. Стилот не се открива со седење и анализирање, се открива со правење. Колку повеќе снимаш, толку повеќе повторуваш несвесни избори, а тие несвесни избори тие се токму твојот стил. Вториот чекор е да обрнеш внимание на работите што ги правиш. Дали често бираш природно светло, дали можеби сакаш мирни кадри, дали повеќе те влечат моменти од колку спектакл. Тоа не е случајно, тоа е инстинкт, а инстинктот е исто така стил. Трето, престани да трчаш по трендови. Кога постојано се менуваш поради некој алгоритам, секогаш стануваш нов човек што не си ти. Креатор со стил не се менува за да стане актуелен. Тој расте и се подобрува, но останува свој. Четврто, после секој проект постави си прашање: што во ова видео навистина звучи како јас? Не што изгледа добро, не што е технички најчисто, туку што најмногу личи на мене. Постепено одговорите на тоа прашање ќе го исцртаат твојот пат. И пето, најважно, дај му време. Стилот не се појавува одеднаш. Тој се гради од искуства, од грешки, од проекти што не ти се допаѓаат и од видеа што денес не би ги направил исто. Тој не доаѓа од едно видео, доаѓа од 100. Долго време мислев дека сум позади само заради тоа што немам свој стил. Денес верувам дека токму тоа ме изгради. Ме научи на трпение, вкус, свесност и почит кон процесот. И ако си во истата фаза, немој да бегаш од неа. Не мора да брзаш да станеш нешто. Дозволи си време за да се пронајдеш. Никој не станал свој за една ноќ. Секој стил што денес ти изгледа оформен, на почетокот бил хаос. Бил сомнеш, експеримент и многу неуспешни обиди. И баш тоа е убавото во сето ова. Ако ова видео ти значеше на некој начин, би сакал да ми кажеш во кој дел од процесот си сега. Дали си уште во фазата на експериментирање или сега почнуваш да го чувствуваш својот стил? Пиши ми во коментар, сакам да ја слушнам твојата приказна. И ако сакаш уште вакви видеа за креативност, раст и вистинската страна на оваа работа, не заборавај да стиснеш subscribe, да ме заследиш на моите профили и да ми коментираш долу. Се гледаме во следно видео. Peace.